Навидум чудната позиција на Беса, од каде за приговорите за изборите беа заборавиле да испратат свој овластен представник во ДИК. Станува необична кога тие одбиваат да парафираат декларацијата во Македонија, па по нивно инсистирање се заминува за Тирана. Целосно симптоматичната улога ескалира по пењето на химната, пошто следи скандалозното бегство од собранието. За целосно да биде компрометирана, откако се потврди шпекулацијата, дека се консултираат со советниците на Никола Груевски. Не е тоа нешто што е тајно или што е Мога кажат ова што треба да се крие. Ова што го кажуват, оваа позиција ваша? Не, за друго зборев. Но во секој случај мене ми годи тоа, знаеш, како некоја звезда музичка. Тоа селебрити чувство е погрешно, бидејќи таа звезда само емитува светлина, од чии оција се гледаат контурите на идната, вистинска звезда на политичкото небо на опозицијата. Посакуваниот партнер на изолираниот кому почнува да му се дава специфичен третман, токму од јавните поддржувачи на ВМРО-ДПМН. Па од анахрона структура, тие стануваат содружни, од кои се очекува да постапува со расудување. Според мене, шансите за, ако разумот го прашуваат Беса и ако политичката логика ја следат, не треба да учествуваат. Наспроти определбата на Беса, помалите партии од кампусот кој 11 години доминира со животот на Македонија, почнуваат да фаќаат приклучок надевајќи се дека навиката постојано да се партиципира во власта, треба и натаму да се негува. Токму за сличните, оние без став, својот гнев, не многу одамна го искаже и новиот, акламативно избран лидер на една од нив. Сакам да им порачам на оние кои што немаат кичма, оние полтрончиња, оние лазачи, климачи на глава и така натаму. Тие сега мислат дека лесно може да не преварат, ама народот рекол волкот ја менја тлаката, ама карактерот никој пат не го менја. Токму оние што тврдеа дека никогаш не го свиткале рбетот, изгледа дека не биле добро чуени, па нивните верни соработници. Како тогаш, така и од нигде никаде и сега ја повторуваат истата мантра, со која потврдуваат дека представата за него и не е таква каква што се креира во јавноста. А тој не би можел да биде комотен во таа позиција, затоа што еднаш веќе го направил тоа за што ги обвинува другите дека ќе го сторат. Се договорија во Букуреш на самитот 2008 да биде признаена Република Македонија под референцата Република Македонија во Заград Скопје, се кажа. Кој се договори? Буш? Па не знам, важно се вртеа такви млади. Мислам дека сите се договори. А и домашните, да. Да, затоа што отидоа заедно, нели, Бранко Црвенковски и Груевски и цели тимови, министерот за надворешни работи, тогаш Антонио мисли че ми беше, да. И на крајот, уште еден невообичаен повик за потребата, конечно да се осветли сечија улога изминатите години. Кога ќе падни режимот, зошто, дали и зошто е битно да се знае вистината реална за минатото. Патиме од тоа. Македонија пати од лаги и од лажни пророци. Само соочување со нив и со ефектите што ги предизвикале, ќе ослободи сегашноста за иднината.